само што ќе се осмелат, затоа што барањето на оценка треба да се постави на ниво на подкуп, на корупција. Затоа што барање да побараш оценка за ученик, уште не е перцепцијата, значи уште не е можеби сега ова што го зборам ќе стане реално за неколку години, но сега можеби за многу луѓе ќе испадне смешно, но јас сум должен да го кажам затоа што ние секогаш ги гледаме работите како да биде држава и како да бидеме неколку чекори пред креање на солидно општество. Тоа исто како подкуп, како да бараш на полицаец да не преземе мерки, да речеме да види кривично дело, да му речеш не презимај. Тоа исто како на доктор да му речеш не оперира или различна дијагноза. Да речеме одредено лице е болно од одредена болност и ти да му речеш на доктор да пиши му друга дијагноза. Што е исто како ти оценка бараш. Тука имаме тежок прекршок кој што треба да се префрли под кривичен. Која не беше идејата да се надополнам за онаа анализа што ние ја направивме? Значи, ние како независен синдикат за образование јавно збориме и бараме и ќе го постигнеме тоа, ја ветувам на јавноста. Мора да се смета за кривично дело притисок врз наставник. Затоа што кривично дело е притисок врз полицаец, мора да биде кривично дело и притисок врз наставник. Без разлика дали си го навредил или само си му побарал оценка. Затоа што замислете си јас да му побарам на пожарникарот, да не излезе на терен да гаси пожар. Да му побарам на хирургот да не оперира. Да не постапи согласно описот и пописот на работното место. Нас, согласно опис и попис на работно место, ние објективно да ги оцениме децата. Кога ти ми ја попречуваш објективноста, ти правиш тежок прекршок. Тој прекршок мора да се санкционира.